Започнуваме со нова одлична дружба на вашето омилено место, на шанкот. Верувајте дека доколку во моментот вашата сопруга ви има пуштено на шанк со вашите пријатели, ви има купено пиво, а дента ви го има направено омилениот ручак, уште во овој момент треба да ја се јавите и да ја прашате: Злато, колку го удри автомобилот? Малку бе душе браникот и десната страна. Не се секирете. Ако ова се има случајно на вашиот автомобил, веднаш побарајте ги моите пријатели кои ќе ви ја понудат најдобрата сделка за најдобриот модерен, ексклузивен автомобил по супер цена. Ние го препорачуваме новото Hyundai i30, но секако имате и поголем избор кој можете да го направите во нивните салони. Време е за вашиот сопруг да му направите кафенце. Срце ве се напатил, се изнервирал, му се кренал притисокот што сте направиле со автомобилот, па вајда заслужил едно кафе. Ако не заслужил, слободно повикајте си ги вашите пријателки, седнете си во дневна и почнете да пискате, да се смеете на работи кои мажите нема никогаш да ги разберат. Ја виде колешка на какви хулахопки носеше. Тоа ли е бе хулахопка за на работа? Аха, сигурно сака со директорот нешто да прави. Нема врска, кафе си е кафе, во убаво друштво и убаво кафе. Кафето кое ние го препорачуваме, кој ги разбере сите ваши и наши сетила, од токму овде го гледате и побарајте го уште денес. Драга моја Македонија, дали сте спремни за на шанк? Мислам дека одговорот е да. Во денешнава дружба на шанк ќе бидеме со многу убаво друштво, препознатливо ТВ лице, омилено на сите генерации, дама која веќе долги години е пред малите екрани или сега големите екрани понова, и дама која одлично друштво ќе ми прави во дегустирање на едно од најубавите вина од моите пријатели, дами и господа, Ирина Спировска. Добре ни дојде. Здраво, Ивана, многу ми е мило што ќе се дружам вечерва заедно со тебе и секако со многобројната публика на емисијата на шанк. Сите сакаме да застанеме на шанк, меѓутоа овој пат еве во малку поинаква форма. Така е. И се радувам, искрено. И шанкот е најрелаксирачко место, од толку работни ангажмани малку да се одмориш и ти. Тука најпријатно е да се испие чаша вино, дефинитивно. Ќе наздравиме за една убава дружба во емисијата на шанк и ќе направиме една убава приказна. Нека сме живи и здрави. Ова е Кале. Како се допаѓа? Кале на Сковин. Да. За ваков специјален гостин, нашите пријатели одбра специјално вино, квалитетно сува црвено вино, куве од сортите Мерло, Кабарне Совиньон и Вранец. Се одликува со интензивна црвена боја, прекрасна комплексна арома, добро избалансиран мирис на цвеќиња со нијанса на капина, малина и рибизла и перфектно избалансиран долготраен вкус. Се служуваш апсолутно. Ивана, перфектен избор за перфектно добре дојде. Браво. Да ги поздравиме едно од нашите моите пријатели. омилени вина Кале на Кога Сковин. кажавме дека си ни ти гостинка, рекоа дека жената е како виното, колку е постаро виното и жената е поубава. Ирина е една од доказ на убавината, како со годините се поголема и поголема и може да ти позавидат и колешки кои се помлади и сега почнуваат и можат да се огледаат на тебе, дека годините и времето не можат ништо на една жена која е среќна и исполнета. Благодарам, Ивана, за убавите зборови. Навистина ми е мило ако така ме доживуваш и ти луѓето и посакувам да сумеете еден можеби мотив и пример за сите помлади девојки, затоа што некако кога се девојките млади се прашуваат дали и во 30-тите години ќе бидат атрактивни и убави и во 40-тите. Да им кажам дека дефинитивно сите години се убави. Се надевам такви се и 50-тите и 60-тите. Познавам многу жени кои што се одличен пример за тоа. Пред се мислам дека е најважна енергијата и духот. Ако е човек позитивен, ако се чувствува добар, ќе биде убав и одвнатре, што е најважно во секој период од животот. Така, јас морам да кажам на гледачите, значи прв пат се запознаваме лично. Ирина има таква аура и енергија, значи студиова ни огра овде и не е дека го испи виното. Не сме ни почнале. Одамна не сум осетила ваква енергија кај човек, значи е доказ дека убавината доаѓа однатре пред се. Дефинитивно. Ти благодарам. Тоа е веројатно и затоа што ги сакам камерите, ја сакам телевизијата, сакам ваква атмосфера и едноставно кога сум во ваков амбиент, навистина се чувствувам како риба во вода. Се чувствувам во една природна и во една своја средина. Читав за вашата работа и кариера, нели, морам да си ја научам домашната пред снимање. Буквално, значи, повеќе од 25 години, така ќе... Толку, точно 25. И дека случајно за време на едно лето
Ирена одлучи да оди на аудиција за да биде дел од телевизијата. Да, Ивана, пред се ќе те замолам на ти слободно во емисијата, Одлично. ќе се чувствам јас попријатно. Благодарам. И покомотно, да, едно далечно лето 92-93. Значи само што завршив средно училиште, учев во Средното медицинско Панче Караѓозов. Не ја сакав таа професија. И уште кога се запишував во средно, знаев дека еден ден ќе студирам нешто друго. Се одлучив најпро за класични студии, после продолжив на книжевност и значи се запишав на факултет и си велам што ќе правам сега цело лето. Имаше аудиција на Македонската радио телевизија за најавувачки на програма. Ти си млада, меѓутоа повозрасните веројатно паметат дека секој ден програмата на МТВ почнуваше со најава на програмата, значи се појавуваа млади девојки кои што чита, почитувани гледачи. Добро утро, еве што ќе гледате денес на програмата на Македонската телевизија. И некаде околу 15 часот, повторно се читаше што ќе гледате во вториот дел од денот и навечер програмата завршуваше исто со најава за утрешната програма. И се пријавив на таа аудиција, си велам ајде сега лето е, немам за учење, слободна сум, ќе отидам. Имаше да не претрам, ама сигурно околу 200 пријавени девојки. И не собра во едно големо студио, каде што вака седнавме пред камери и ни дадоа лист да прочитаме по неколку реченици. Интересно и познат е фактот, бидејќи сум го раскажувала ова, во таа гарнитура беше и Тања од Канал 5, Билјана Дебарлиева, значи една навистина солидна генерација, меѓутоа од 200 пријавени, од квантитет веројатно произлегува и квалитет со тоа што не ни беше дозволено веднаш да се појавуваме на камера. Не одбра 20 девојчиња, од кои што одевме сите 20 на обука, цел месец интензивно, па од тие 20 на 10 ни беше дадена шанса, со тоа што повторно продолжува со нас да работат повозрасните спикери, презентери, значи несебично не учеа, не советуваа, ни ги дадоа тајните на нивниот занет и мислам токму тоа е тајната што ја одбележа нашата генерација и произведе квалитетни, да, телевизиски лица кои што и ден денес обстојуваат. За жал, денес младите ја немаат таа можност. Ја многу често реагирам кога ќе речете леле, види го овој водител или оваа водителка, јас секогаш ги бранам, велам, ама не се виновни децата, се условно кажа, децата младите, затоа што некој ќе ги земе и веднаш ги седнува пред камера. Треба работа, значи сите ние некогаш сме почнувале од нула, но некои други луѓе што го поминале патот, ги поминале сите скалила, ни ги посочиле главните работи, значи ни помогнале да научиме. А секој може дека се должи тоа што сега така isforsirano ги пуштаат сите што се во професија, ga речам, моделство, манекинство, едноставно што имаат убави црти и онака, ајде пред камера и работи со тоа. Дали немаме кадар што се нафаќа да работи оваа професија или телевизијата веќе оди повеќе кон убавина отколку кон квалитет? Па се сменја многу работите. Значи своевремено националниот сервис, Македонската радио телевизија беше единствен медиум во Македонија телевизиски. Сега веќе има многу телевизии и помали и поголеми и локални и им се дава можност на сите. Можеби и тоа не е лошо, Ивана, не знам, можеби не е лошо да им се даде можност на младите. Секој што нема да се пронајде во тоа ќе се откаже, оној што ќе се пронајде и што ќе ја засака работата, сигурна сум дека и сам ќе најде начин како да се подобрува, да работи на себе. Можеби е потешко кога сам работиш, многу е полесно кога некој со искуство ќе те насочи, ќе ти помогне, меѓутоа денес со интернетот, со разни NLP техники за личен развој, вистина младите може да напредуваат многу. Едноставно живееме во различно време. Така. Поздрав до Марина, таа ги знае овие тактики од спомнавме NLP. Мора да поздравиме дефинитивно. Кажи ми, кога станува збор за тебе, што медицина имаш започнато средното, значи дека од дома имаат isforsirano накај доктор, надежда. Да. Тоа беше желба на татко ми. Тој обично велеше ти си паметна, тебе ти оди школото да учиш да бидеш докторка. Јас вистина не ја сакав таа професија. И сега повторно да ме врати некој назад, повторно не би го учела тоа. Едноставно штом веќе се запишав во средното медицинско, му реков ќе завршам одлична, за тебе да не те срамам и да не се срамам јас, нели? Меѓутоа нема тоа да студирам и така и немаше разочарување кога му рече телевизијата е мојата љубов, ова ќе биде мојата професија? Па сега како родител нормално дека не му беше мило, иако не ми беше тоа мене некоја амбиција да ми биде, нели од таму ја почнам бригада да ми биде трајна професија. Ми беше едноставно летна авантура, ајде да го пополнам летото пред да ми почнат студиите. Ама некако ангажман
ангажманите се зголемува, веројатно луѓето во телевизија видоа дека можеме да работиме ние неколку што бевме од таа екипа што ги спомнав, моите драги колишки и пријателки, само ни дава нови проекти, нови емисии и така паралелно си го терав и студирањето и хонорарниот ангажман во македонската телевизија кој татко ми, затоа што е целиот животен век професионален го помина како наставник, е педагог, сега во пензија и секогаш велеше леле, ти ништо нема да направиш, ќе останеш без факултет, не може сега и работа и тоа на двете страни, иако всушност имав поддршка секогаш од него за се што сум правела во животот, ама веројатно и таа грижа дали детето нели ќе заврши школа и ќе земе диплома во рака. Среќна сум што се слушав себе си и што случајно ќе кажам влегов во овие води и најдов професија која што навистина е сакам. Сега си мајка на 17 годишна девојка, за која професија е што ја влече и дали исто би се умешала да потурнеш наваму натаму по овој пат или учејќи од своето искуство оставаш да си одлучи сама? Не, дефинитивно од своето искуство сега се раководам. Зорица е трета година и сега се уште нема дефинирано како сака да се насочи, има предмети кои што ги сака, кои што и се посилна страна. Насетува можеби, меѓутоа не би сакала медиумите не се дел од тоа што е дефинитивно. Тоа е најинтересниот дел, не сака тоа. Кога беше помала и беше интересно да доаѓа со мене на разни настапи, на фестивали, на снимање, меѓутоа последниве години апсолутно тоа не е интересно, дури мислам дека и пречи публицитет кој што оди некако со оваа професија, па дури и приватно каде и да се движиме и затоа не ни форсирам, се надевам ќе го најде својот вистински пат, ќе одбере најдобрата професија за неа, што и да, јас како редител сум тука да ја поддржам. Од сите твои работни ангажмани, до утринска емисија споменавме, до попладневни емисии, до интерактивни шоа со гости, што е што е најумилен дел од тој дел или можеш буквално секаде да се најдеш? Значи, буквално секаде, единствено не би можела да се најдам, мислам дека во информативните редакции. Значи, барат на терен? Културно-забавната програма, културно-забавната програма е мој терен, мој сектор. Затоа што, не знам, не ја сакам политиката, не ги сакам тие информативни емисии каде што земаш лист в рака и читаш, значи нема креативност, иако е многу одговорна професија, иако треба да се внимава на многу нешта и не може секој да го работи тоа за да биде добар презентер. Јас едноставно од самиот почеток нели бев дел од најпрво од редакцијата за народна музика на МТВ, па на забавна музика и се навикнав, значи на таа динамика, на тој свет, така што разни типови на забавни емисии сум водела и мислам дека подеднакво ги сакам сите. Значи, од вечерни емисии па до утрински, не правам разлика. Едноставно сакам кога ќе светне тоа црвено светленце на камерата, кога знаеш дека некој дома седи, те слуша, те гледа, знаеш дека си влезен во нечи дом, во нечие секојдневие, е преубаво. Можеби ете еден од проектите кои што со посебен кеф го работев, не само јас, туку веројатно целата екипа е еден бакнеш емисијата посветена на македонската Евергрин музика. Тоа беше нешто што навистина фалеше во медиумскиот етер, емисија каква што никој претходно или не се сети или не смогна доволно сили да го направи. Тоа беше емисија што навистина целата телевизиска екипа, музичката екипа, значи сите членови на бендот на Бажа Маротов, вокалите што ни беа, сите ја работевме со големо задоволство. Не прашувавме кога ќе завршиме со снимање, едноставно и по 7-8 часа кога ќе останевме во студио, уживавме во секој. Таква атмосфера со убава музика, вино, знам, имаш убави гости и јас би се нафатила. Сега е на Алфа телевизија твојот квиз и круг на знаење, актуелен, каде што работиш исто, имам гледано и на квизови и претходно, работиш со овој проект, интересен е за публиката. Јас смитам дека ние во Македонија општо сме луѓе кои сакаат квизови. Мислам дека тоа публиката го сака, тоа е докажано, но ова е интересен формат на квиз. Велат дека е конечно квиз кај што човек може да се докаже, покаже без нели оние фами, малку нели сега квизовите избегнуваат стандарден концепт. Овде го имаме класичниот концепт на квиза, пак е посебно во својот дел.
Да, квизот е навистина многу популарен. Ова е веќе трета сезона на квизот и има одличен рейтинг, што покажува дека ваков формат на дневен квиз навистина е нешто што македонската публика го сака. Ние имаме нели телевизија Алфа и вечерен квиз, тоа е Арена, кој што исто така има одлична гледаност, иако е нов само неколку месеци од во етерот, инаку Круг на знање го правиме во соработка со Томато продукција. Тие се задолжени за реализација на квизот. Интересен е како проект затоа што сите таму учат. Значи учам јас, учат надпреварувачи, учат сите што седат и позади камерите и мислам дека малку ни недостига храброст на публиката да се пријави. Обично сите го гледаат квизот. Да. Јас каде и да се појавам, луѓе од сите старосни генерации или со различни професии велат го гледаме квизот и дома нонстоп погодуваме. Значи и луѓето што знаат и што погодуваат некако како да немаат доволно храброст да се пријават. Сам дека е поврзано со на училиште кога ќе да скорне учителката, ако нешто не знаеш, те фаќа срам и трема. Јас затоа велам, не пишуваме оценки. Важно е добро за оној момент е веројатно леле сега ако не знам што ќе речат соседите, што ќе речат пријателите, колегите, меѓутоа никој не знае се. И тоа е убавината, нели, да се тестираме, да видиме кој колку знае и да научиме нови работи. Така што дефинитивно ова е и за мене едно прекрасно искуство. Се надевам дека ќе уживаме во уште многу изданија. Низ циклусот запознав многу интелигентни и паметни луѓе. Навистина човек кога се дружи со паметни луѓе и учи секогаш од нив и мислам дека е тоа најголемата придобивка за мене од овој проект, а за надпреварувачите па секако е придобивка ново искуство, пријателство, дружење, награди, Јас сакам да ги споменам наградите, луѓе како може да не се пријавуваат. Ја би се пријавила, ме јас искрено кажам, немам никогаш не сум имала желба да имам познавање на сите области. Јас неколку историја на пример сакав како дете и толку. А друго ако ме прашаш, нема сите области, на пример ќе го спомнам Јордан, победникот во вториот циклус на Круг на знање, веројатно го знаат. Еден од најпопуларните квизаджи, еден од двајцата близнаци кој што победи, тој за сите теми е многу подготвен, а млад 26 години има. Него, на пример, спортот му беше слаба страна и тој секогаш кажуваше јас спорт не сакам. И кога ќе се одбереше тема со спортски, едноставно не се ни труди да вика тоа не може, никој не знае се. Тоа е многу природно. Убав пример. Винова мислам дека е одлична, супер ни легна. Уште еднаш ќе ги поздравиме пријателите за вака убаво вино, иако они велат дека се служи на температура 16 до 18 степени, ја имаме температурава, но со јако месо, печено, свинско, телешко или димено месо. Ирина, тоа може да го средиме после емисија. Мене ми оди калето па прекрасно со тврди сирења како комбинација, зашто не Дали си дома пиеш вака една чаша вино? Споминав јас дека сакам кога ќе се вратам од работа да седнам и да се изрелаксирам. Како е тоа твојот ритуал по себе, снимање на неколку часа, седење, како се релаксира Ирина за да има овој изглед на свежина, на исполнетост? Да, значи голем љубител сум на вино, сакам и црвени и бели вина, уживател сум на вистина и речи си секогаш кога можам, кога имам време да уживам во обракот, нели многу пати морам и на брзина нешто да каснам и да стасам да завршам нека уврска, ама секогаш кога имам време да ручам полек или да вечерам, сакам да ја спарам храната со соодветно вино и многу пати знам и дома да си отворам сама шиша вино и да си уживам во чашка вино. Во вино никогаш не мора да бараш друштво и сам е доволно да уживаш. Споминав ми за твојот изглед, тема што морам пак да начнам затоа што буквално гледам во тебе и си викам одамна немам видено волку убава жена. Но и сама реч, одиш на водно. Спортуваш. Други активности не знам, не слушнав, ама вака те слушам и си викам па оди на водно, Ивана, ти последен пат кога стана? Не, освен одење на водно, други физички активности за жал немам одамна. Еден период почнав да вежбам кросфит во клубот Кросфит Скопје и бев презадоволна. Чувствував фантастична енергија, чувствував дека организмот ми е во супер кондиција. За жал, поради недостиг на време, изгубив ритам и овој период не одам. Се надевам во некоја блиски дни на повторно ќе почнам. Значи, водно го сакам од дете. Јас сум од онаа генерација што некогаш одевме во извидници и од тогаш ми остана таа љубов и како средношколка и како студент, еве и ден денес.
Мислам дека е богатство вистинско што живееме во град што има планина. Не можам, нека ми простат оние што не одат на водно, можеби ќе ми замерат, меѓутоа не можам да ги сватам луѓето што не одат на водно кога имаат. Значи за 10 минути, сега да седнеме во автомат, за 10 минути сме. Проблем е станувањето рано наутро за викенд. Ти сама рече дека не ти е проблем да се будиш рано наутро. Јас до ден денеска споминавме на утринска ако би била, јас ти речем многу ми беше убаво на утринска кога станував рано. Мене мислам дека не знам колку пари да ми дават, ќе речам не, го сакам спиењето. Затоа ти се чудам. Не, добро, јас верувам дека човек треба да го прави тоа што го сака. И тоа мислам дека е една од најважните лекции што ја научив во живот во меѓувреме. Мораме да поделиме, ти се, значи, дневна или ноќна птица, обично така ги делам луѓето. Значи, Ирина е првиот човек што ми кажува дека и во двете половини од денот функционираш исто. Значи... Да, значи сакам и ноќе да се забавувам, да излезам со пријатели, јас и заради работата многу често сум присутна до доцна на некои промоции, на некои прослави настани, а нормално и кога сум слободна, сакам да излезам со пријателите, сакам да уживам во добрата храна, во доброто вино, но неќам денот да го трошам на спиење, значи за мене е тоа изгубено време. Сакам да станам рано и да го искористам денот, да го испијам рано првото утринско кафе, а што се однесува за водно, бидејќи за тоа зборувавме Ивана, на водно луѓе одат и попладне, одат и навечер, во лето толку е убаво навечер да го видиш заиди сонцето, да видиш како се стемнува. Имав еден дечко ме нозеше на водно, тогаш имам трауми за навечер на водно. Не. Те разбирам тогаш. Не. Има и многу е популарно во последниве години се организира ноќно искачување на водно, на кој што масовно одат стотици луѓе и тоа се претежно луѓе од помладата генерација. И е многу интересно, значи сите со батерии или со телефони се искачуваат, се прави горе групна фотографија и прекрасна е гледката која ќе го видиш од Скопје горе од крстот, од Милениумскиот крст, така што... Ако ми кажеш дека се одржаш вака во топ форма со качување на водно, што од утре почнувам. Мислиш дека добрата линија е од тоа? Ако е од тоа, почнувам. Гарантирам. И одиме заедно. Одиме заедно, сите. Тргаме од таму. Колку си искрена како човек? Па се трудам да бидам. Навистина се трудам да бидам тоа што сум, да не се представам како нешто што не сум. Луѓето што ме знаат дека сум истата Ирена и приватно и професионално, значи сите сме обични луѓе. Од Титово мислам, да, така да. Татко ми од Лешев, те поздравија од таму, ми рекоа, она е една од најприземнените личности, остана иста мила Ирена. Секогаш така беше. Фала му на Бога што е така и посакувам така да е и во иднина. Значи сите сме обични луѓе и сите сме и со квалитети и со мани. И треба пред се прифатиме себе си такви какви што сме, да не бидеме пресамокритични и нормално да не бидеме пресамобендисани. Мислам дека таа формула ако ја открие секој, дека ќе му е лесно да биде онаков како што е во текот на целиот живот. Знаете како, со професијава сум запознала и многу успешни луѓе. Од светот на бизнисот, од светот на политиката, од светот на музиката. И интересно е тоа што најуспешните луѓе што сум ги запознала се всушност најобични луѓе, најсрдечни, најприродни и тоа говори дека на вистина тоа е неопходно за да и домашна култура, јас би рекла, родителите домашното воспитување апсолутно. Така. Да прашам дали си искрена најмногу затоа што имаме една игра што е задолжителна за сите наши гости, да ми одговориш на пар прашања како на квиз сега. Да, како на квиз себе. Значи ова е сега да видиш како им е на твоите надпреварувачи. Јас ќе ги поставам прашањата со помош на табличките ќе одговарам заедно, јас ќе ти правам друштво. Ти не им правиш друштво на твоите надпреварувачи, ама јас сега ќе се жртвувам, ќе ти направам друштво. Не се тешки прашањата. Првото е, например, никогаш не сум направила естетска корекција. Значи, ова е мистеријата што се... Да, за сите оние што се прашуваат дали Ирена има направено, дали е затегнување, дали е, не знам, липосукција, што друго се прави, никогаш? Значи, апсолутно никогаш, ништо. Дури сега е многу актуелна во последно време трајната шминка, што е стварно нека минимална корекција. Дури ни тоа немам направено, не дека сум противник, дури трајна шминка мислам дека супер може да делува и да разубави секого, меѓутоа едноставно сметам дека ми е рано. На 42 години мислам дека е рано, можеби околу 45, околу 50. Само што сакав да прашам да, меѓутоа трајна шминка за некој
агресивни корекции и интервенции, не знам, не би се осмелила. Рабување на усни, сега и тоа е друг Не. тренд, иако твоите Не. се одлични, меѓутоа ете сите прават. Не, јас мислам дека човек треба да се сака во својата кожа, онаков каков што е. И сега некој ќе рече, добро, лесно му е на некоја кој убав. Секогаш има и ќе има од нас поубави, имало. Треба човек да се сака таков каков што е, и ако тие што ме почитуваат ме сакаат ваква, се надам дека ме сакаат ваква. Значи нема потреба да се правиме нешто што не сме. Сега тоа ни дојде нас од запад, меѓутоа на запад од тоа се прави бизнис, се прават многу пари. Јас мислам дека така како што не дал Господ Бог и природата, дека така сме сите најубави, само што ете, треба нели и да внимаваме тоа што ни го подарила генетиката и Господ, да го негуваме. Точно. Значи не за корекции. Никогаш не сум лажала за моите години. Не сум. 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 Нити е проблем да ги кажеш годините во ниеден случај. Па не знам зошто би било. Обично жените не сакаат да кажуваат години, јас имам лажала за години. Не, никогаш сум немала проблем со тоа. И мислам дека пак ќе речам, духот е најважен. Ако се чувствува човек убаво, не е важно дали има 40, 50, 60 години. Јас сум се ориентирала према дечката. Се шигувам. Да ти кажам, Ивана, дечкото ако те сака, ќе те сака и ако си му атрактивна, без разлика колку години да имаш. Млада, не разбирав тогаш, сега научив. Сега нема правило, сега значи помлади мажи сакаат повозрасни жени и обратно може, значи нема правила. Да. Важно е енергијата да се погоди, а Така. друго. Никогаш не сум била љубоморна. Па вака да свртам и од Веќе другата искрени сме, страна, па така. да. Што најмногу може да ти спровоцира за љубомора? Дали е друга девојка или нејавување на телефон кога не знаеш каде е другата личност? Што е она што било провокатор на љубомора? Така, па сега немам проблем со тоа, одамна, искрено да кажам, тоа кога сум била помлада и можеби кога не сум била толку реализирана и свесна и за себе и за се што се случува околу, секако дека сум била љубоморна, значи ете така, дали некој доволно ми посветува внимание или не, дали ми се јавува, сум ги поминала тие фази и детски болесни, меѓутоа добро е да се поминат и да излезеш од Да нив. не дојдат покасно. Не е добро да ако се заглавиш во нив. Точно. Никогаш не сум избувнала со нервоза додека сум била пред камера. Не сум. Не сум. Така, се воздржувам. Не сум, не. Единствено нешто од професијата што мора да се научи да се воздржи човек, проблемите да останат дома. И Никогаш тоа дури, прости Ивана, тоа дури и помага. Многу пати во ситуации кога сум била нервозна или многу загрижена за нешто, за тоа што сите сме имале во животот секакви ситуации и проблеми, дури кога сум на работа и кога се упалени камерите, сакаш не смееш да мислиш на тоа и те релаксира, и кога ќе заврши емисијата сваќаш дека што убаво 2 сати не мислев на својата мака. Така да мине за тоа дома кога се Колексилиум наљутам ме праќаа да снимам, ајде снимај. Оди. Мораш да се смееш, ќе ти помине. Никогаш не сум се извадила од казна со шарм. па сум, ама многу ретко. Да, ама сега пак тоа е зашто сме жени, да се насмееш, извинете собраќаен полицаец, може ли да пројдам, ќе внимавам. Не, јас искрено еднаш или 2 пати во мојата 25 годишна возачка кариера, значи многу пати и ме застанале и ме казнувале кога сум направила прекршок. Едноставно сум воспитувана на тој начин дека кога нешто ќе сгрешиш, навистина треба да ги сносиш последиците и затоа секогаш ми е непријатно ако нешто сгрешам сега да молам некој да ми прости. Значи свесна сум, седам позади воланот и ако веќе направам грешка, фере да речам да сгрешив, добро пишете ми казни, најчесто така реагирам, меѓутоа еве искрено еднаш 2 пати се случило да ми простат. Да, за ситни работи. Никогаш не сум посакувала да имам друга професија. Веќе кажај ти дека Не си. сум. Ја не сум, дискутиравме. Никогаш не сум правела караоке. Обожавам караоке. Сум. Така, немаш правела. проблем да запееш. Сум правела само еднаш, меѓутоа доволно за да го кажам. Имаш одговор квалитет сум. да пееш? Па не знам, сега ми вела дека имам радиофоничен глас, ама не верувам дека сум кој знае колку музикална. Инаку во една пригода на патување во Кина, во Нанчан, град кој што е од прилика 26-7 години веќе збратимен град со градот Скопје, правевме телевизија Алфа една репортажа и сега таму навечер нели најпопуларни се тие караоке забави и таму првпат пробав и всушност видов колку е убаво да се пее и човек на тој начин да се забава. Се последниве години гледам дека и кај нас стана многу популарни тие Без караоке. алкохол или со алкохол беше пењето? Кај мене беше со, ја онака не собирам храброст.
Па не знам дали една или две чашки вино испивам. Значи без не сакам да претирам. Значи обично сум умерена за се и за храна и за пијалоци Ирина е сакам најбавиот умереност. пример во моментов што многу работи ме научи што треба да минувам. Никогаш не сум патувала автостоп. Не сум била желба. Не. Мене ме била желба, вела дека адреналин, ама сега на динашно време. Па не знам, не сум патувала зашто од 18 години положив, тоа татко ми ме тераше, ја немав таква желба, не, вика мора да положиш и да научиш кој ќе иде со дечко, зашто да чекаш дечкото да те донесе дома. Да, и јас исто. И тој ме форсираше да научам да возам и ми ја даваше колата, значи секогаш кога требаше да излегам и не сум имала таква идеја да направам таква авантура за автостоп, а со се друго и со брод не сум патувала. Со автобус исто многу сакам да патувам и со авион, не. Од страф или не се погодила? Не, од страф не се погодило. Сега нели на некои такви кратки факултативни патувања кај што одиш од едно место до друго, да, ама онакво крстарење како што даваме на пример во круг на знаење на победниците. Тоа да се пријавам во крузот. Јас и ти се пријавуваме за крстарење. Може, одлично, те чекам Ивана. Никогаш не сум заборавила роден ден на блиска личност. Леле, сум. Многу незгодна ситуација на мајка ми. Мамо, извини, уште еднаш. Сум и тоа на мојата многу драга прва братучетка Јелена од Белград, која што на вистина ја сакам како сестра. Јас немам сестра, имам брат. А Јелена ми е прва братучетка, значи по Вујко, мојата мајка и незиниот татко се брат и сестри, многу личи, 9 години помлада. Личи на тебе? Мене многу и она секогаш кога ќе дојдеше во Македонија се ти вика што си ти на Ирина, сестри ли сте? И многу сме се дружеле и многу периоди од животот сме поминале заедно. И една година и го промашив роденденот, се јавив со еден ден за доцна и она е близнаци во хороскоп. Како тебе, таа енергија позитивна имате. И јас наместо на 28 се јавам на 29. Она не ми пишаме посети и она се умрел. Како можеше да ми го промашиш на мене роденденот? Не си на лутка. Сега не е лесно, сега има Facebook и те посетува појавува наутро, да. Последното прашање од оваа игра е никогаш не сум била строга мајка. Јас тик треба да бидам, ама мислам дека нема да бидам. Па не знам, сум не сум. Дечко може да фаќа? Да, секако дека може. И јас имав на 17 години веќе дечко. Кој ни би посакал како Ирина така. мајка? И сум значи за некои работи сум за оцени толерантна и попустлива многу, можеби и премногу, затоа што имам едно дете и навистина сакам да ја угодам, да ја обезбедам се. Меѓутоа, кога е во школото во прашање врските, тука сум рекла не правам компромис. Значи, се што треба јас ќе обезбедам, ќе помогнам од превоз, од приватни часови, од професори, од курсеви, од сите други активности. Меѓутоа, тоа ми исто татко ми останато, кај него, зашто наставник, немаше, не поминуваше тоа, не беше расположен наставникот и затоа ми пиша четворки на која се знаев. Значи, секогаш наставникот е во право, а детето, ученикот може да не е во право и тоа ми остана и мислам дека треба така да бидеме поставени. Ова заслужува аплауз. Остана ли нешто друго што не споминавме да направиме муаве вака убава вечерва на шанк додека си сидиме? Па не знам, Ивана, имаме и за работата направивме, за планинарењето, за ти убави нешто во животот. Знаеш што, многу е важно човек да има баланс. Да ја работи работата што ја сака, што е голема привилегија во животот. За жал, не сите имаат таа среќа. Во ова вакво време, невреме, многумина мора да работат нешто што не сака. Но и тогаш кога се работи нешто што можеби не е наш прв и единствен избор, треба да се работи максимално одговорно и посветено, но човек мора да најде тогаш други моменти што ќе му го разубава тоа секојдневие. Дали колега, колешка со кој што ќе се дружи, кафето како ќе го испие, дали планина, некој рибарење, некој не знам да се собере со пријателите да игра карти, некој друг спорт или шетање, еве ноќен живот, важно, животот навистина многу брзо поминува и ако не си најдеме време за себе, ако не си најдеме начин да ги правиме работите што ги сакаме и што не усреќуваат, ќе сватиме дека само се трошиме, даваме и ден ден остануваме празни. Тоа се учи со годините, значи човек кога е млад мисли дека се му интересно, дека се сака, се може да постигне и после некако како поминува времето стануваш се посебичен и посебичен кога е во прашање твоето слободно време
чуваме твоите желби, твоите потреби, твоите интереси. Како беше твекаш дека не се што лета, не се јаде. Тоа дефинитивно не, многу горчливи вкусови. Сите сме поминале додека сватиме дека е тоа така. Наред кратката шпица или джингл, затоа што даѓаат подароците наред за вака убави пријатни гости, имаме убави подароци. Супер. Нашето преубаво студио е вакво заради нашите пријатели Funprint, кои за тебе, Ирина, ја направија оваа преубава фотографија. Леле, на вистина е преубава. Ти благодарам и за на тебе, Иване, и ни. Преубава. Ова сигурно ќе ми го земе Зорица за во нејзината саба. Да, сакам да кажам, за да може ако еви на твојата кирка и се допадне да си го Стварно земе. супер изгледа. Значи, Funprint ја прават одлично својата работа. Тука се разбери нашите пријатели во чие вино уживавме до сега. Ете, ова за да Зорица, можеш ова за мене. Да си однесеш едно кале иза дома. Благодарам. И да си уживаш во виното кое рече дека ти е омилено од црвените вина. Викни не, ќе дојдеме и ние. Повели, со задоволство. Ако се претера со вино, велат дека треба да се направи кафенце, за да може да се освежиш, а и ти рече дека си личност која ужива во друштво и во варење на кафе. Сега овде имаме и за Зорица, има капучино, сладолед, зависи што ја омилено. И затоа што јас сум секогаш човек што вели дека треба да се има безбеден секс, иако е малолетна, кој ќе биде полнолетни, она треба да знае. Треба да знаат сите треба да се заштитат и еве ти на тебе од нашите пријатели кои велат дека треба да се води безбедно љубов. Благодарам, сите подароци убави. Фотографија, нашите пријатели со кафенце овде. Благодарам. И ти благодариме ние на тебе што ни го разубави вака шанкот. Одлично се Ми беше задоволство, Ивана. Пријатно е секогаш човек да се дружи со луѓе со убава енергија. И тоа е една од работите поради кои што ја сакам мојата професија и твојата професија, што секогаш имаме можност да запознаваме нови луѓе, да почувствуваме нови енергии и се надевам дека ќе има можност уште долго да уживам. Мене ми е задоволство што сум дел од телевизиска куќа каде имам ваква колешка која е толку професионалец за својата професија. Нареден пат се надевам пак ќе ми прифатиш да ми дојдеш на гости. Нареден пат се гледаме на водно, а не во студио. Значи фрламе штикли, вадиме кармин и одиме малку во природа. Може. Ќе се договориме. Како го кажа ова, може. Ќе пробам, ќе дадам се од себе. Ќе земеме Марина, излегуваме сите екипа, ама ако ми ветите едно добро журкање на шанк. Прво тоа, без журкање ништо не има правиме. горе чај со рум има, горе во планинарскиот Ирина не дом. попушта. Драга моја Македонија, останете пред вашите телевизори, уште малку имаме дружењето на шанк. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy? We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is it minute? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is the you know. Come along if you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Крајот на денешната дружба на шанк е посветена на вашата мајка. Зошто? Една е мајка, бе луѓе. Твитерџиите на Твитер имаат одлична тема на овој муабет и почнува вака. Црно коса вели: синоќ наместо на другарка ми на Вибер да ја пратам слика од шише водка и пуштив погрешка на мајка ми. И добив одговор: те личе. Една е мајка. И реков на мајка ми дека сакам да почнам да џогирам, ми купила џогер. Една е мајка. Кога сум со едното дете, мислам на другото. Кога сум со другото дете, мислам на првото. Кога сум без двете деца, мислам кај на кафе. Поздрав до Преубо. Тоа е мајка. Намали со пиењето ако сакаш да си фатиш дечко. Една е мајка. И мајка ми овој совет ми го даваше. Јас си фатив дечко што пие. Една од најголемите лажги е: мајка, ајде да купиме лаптоп, ми треба за на факултет. По филмовите, родителите чукаат на врата пред да влезат у соба. Кај мене, мајка ми влага кога да ја пратиле од ЕБР на тајна задача. Со се врата. Една е мајка, денес за ручек ќе ви направам шпагети. Ангела, свари шпагети. Разбудиме за да го гледам изгре сонцето. Важи. Секако утре ќе те разбудам рано за да береме грозија. Мамо, многу те сакам. Колку пари ти требаат?
Секоја мајка има една фамозна колешка, чие дете е секогаш подобро од вас. На колешката детето, оценките му се сите петки, а ти? Не ти требаат нови мајци, треба да ослабеш. Една е мајка. Наопачки те родив и цел живот наопачки си го тераш. Исто и кај мене по дома е вака. Мама, абе има нешто за грицкање? Има, шо? Граф. Поздрав до вашите мајки, да ги сакате најмногу на целиот свет, затоа што ќе сакате и вашите деца да ве сакаат толку. Не заборавајте ова вечер, за да имате деца, да завршите со водење љубов, но ако не сте во таква сериозна врска и си уште не сте спремни за некој по вас да писка "Мама, дај пари, направи ручек", тогаш користете кондоми и водете љубов безбедно. Еве еден интересен факт кога сум кај кондомите. Тие не се модерен изум. Египет ги користеле уште пред 3000 години и користеле кондоми направени од мочен меур од коза. Да, убаво слушнавте. Мочен меур од коза и Казанова користел такви кондоми. Значи, ако вашиот дечко одбива да користи кондоми, кажете му дека барем не користи меур од коза. Користи кондоми со повеќе избори на вкусови, квалитетни, кои не се ни чувствуваат. Тука се моите пријатели да ви ги понудат изборот на кондоми. Епа, не можеме да се жалиш без трска дека не геш кондоми. Ве замисли на Казанова како му било, а знаеш колку работа. Океј, Македонија, тоа беше се од на Шанк за вечера. Следете на редовно на Facebook и нормално следете на нашиот YouTube канал и следете на во нашите репризни изданија и во нашите премиерни изданија. Ај само гледајте на Шанк, оти ја треба да работам да земам плата. Ве сакам. Чао!